18 февруари 2014 година, термин за вестите на КТВ телевизија. Денеска заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Зоран Коњановски повторно оствари средба со лозари и представник на винарската визба Винеа, со единствена цел исплата на заостанатиот долг кој го има винаријата кон производителите на грозје за изминатите години. Коњановски секој вторник во Кавадарци. Трет вторник поред заменик министерот за земјоделство Зоран Коњановски беше во Кавадарци на средба со лозарите кои побаруваат пари за подадено грозје од пред неколку години во винаријата Винеа и представник на самата винарија. Коњановски соопшти дека околу 535.000 денари добија во изминатата седмица лозарите од Тиквешко од страна на Винеа. Тоа значи дека нашите континуирани напори лозарите да ги добијат своите пари продуваат со пот. Токму во таа насока е нашиот ангажман во рамките на нашите можности да помогнеме винаријата да си ги исплати своите долгови кон производителите на грозје. Така ќе продолжиме и во иднина, рече заменик министерот. По секоја средба дел од лозарите добиваат пари на своите трансакцијски сметки и меѓу нив постои надеж дека целокупната сума која Винеа им ја должи на сите лозари набрзо ќе биде исплатена. Почна да се намалува бројот на ново заболени од грип, но Кавадарци оваа сезона е на врвот на листата со заболени од ова вирусно заболување. Затоплувањето на времето најверојатно е главна причина што започна да опаѓа бројот на ново заболени од грип во Кавадарци. Во Центарот за јавно здравје минатата недела се евидентирани 482 лица со симптоми на грип. Ова во споредба со претходната недела значи дека сега имаме 134 помалку. Оваа сезона Кавадарци е на листата со градови каде има најголем број на заболени од грип од почетокот на сезоната заклучно со минатата недела. Евидентирани се вкупно 2455 лица болни од грип, рече доктор Ристе Јовановски, епидемиолог во Центарот за јавно здравје Кавадарци. Тој нагласува дека основните мерки за превенција треба и понатаму да се почитуваат, бидејќи грипот е се уште присутен. Да не се мешаат здравите со луѓе кои имаат симптоми на грип и редовно да се мијат рацете, советуваат лекарите. Парацетамол, андол, витамини или вкупно 108 фармацевски производи кои се издаваат без лекарски рецепт ќе се продаваат во супермаркети и бензински. Измените на Законот за лекови и ортопедски помагала дозволија 108 фармацевски производи, меѓу нив андол 300, парацетамол, ефералган, линекс, линекс форте, проспан, бронлес, витамини и други, односно лекови кои граѓаните ги земаат при првична помош на здравствени потешкоти, без да се јават на лекар, да се купуваат во супермаркети и бензински пумпи. Со законските измени овозможено е продажба на лекови од ОТЦ листата која што е направена според критериумите во Соединетите Американски држави и европските земји. На овој начин лековите ќе бидат подостапни во реоните кои што се подалеку од аптеките или каде што има помала населеност во тие места, изјави министерот за здравство Никола Тодоров. Супермаркетите и бензинските пумпи кои сакаат да продаваат вакви лекови треба да се регистрираат во Министерството за здравство, за да бидат подложни на контроли од страна на Бирото за лекови. Условите за продажба ќе треба да бидат исти како и за аптеките. Граѓанската опција за Македонија ГРОМ денеска на пресконференција искажа благодарност до сите кавадарчани што во изминативе 2 дена го дале својот потпис за поддршка на нивниот председателски кандидат, професор доктор Зоран Поповски. Сакам најискрено на сите граѓани, наши членови, симпатизери и поддржаватели, да им се заблагодарам на големата поддршка со дадените потписи во функција на собирање на предлагање на кандидатот за председател од граѓанската опција за Македонија, професор доктор Зоран Поповски, за во Кавадарци, на вкупно собраниот број од 875 потписи, кои што ја потврдија нашата јачина како втор по јачина град после Карпуш на граѓанската опција за Македонија, потврдија дека ние се повеќе се изградуваме како многу значаен и релевантен политички субјект во општина Кавадарци и потврдија дека ние сме спремни со собирањето на оваква голема бројка од скоро 900 потписи за 2 дена сме
добро припремени, добро организирани и по структура, и по органи, и по членство за престојните председателски избори и се надеваме ако има и престојни парламентарни избори. Уште еднаш на сите подписници им се заблагодарувам, им пожелувам успешна понатамошна соработка, нудиме соработка на тој план и во таа смисла ги упатуваме нашите граѓани, посебно оние кои што млади, кои што во овие месеци наполнија 18 години и полнолетство, со тоа и право на глас, бидејќи од 16.2 се изложени изборните спискови, да во собранието, во приземјето на првата канцеларија Лево ги проверат своите избирачки спискови, односно дали ги има на избирачкиот список и со тоа го потврдат своето право на бирање на престојните избори. Тоа ќе биде до 2 март и во овој период стоиме и ние на располагање на телефонот 070 218 006 да пружиме посредување, да ние за заинтересирани граѓани, посебно млади, провериме дали ги има во избирачкиот список. Спортската сала Гемиџи во Велес ќе поставува сончев колектор. Инсталацијата треба да заврши за 1 година, така во иднина наместо со струја санитарната вода ќе се загрева со искористување на сончевата енергија. Системот е предвидено да заштедува околу 3000 киловат-часови годишно. Реализацијата на проектот ќе чини 20.000 евра, а се спроведува во соработка со Сдруженијето на граѓани Велес Фест. Спортската сала Гемиџи ќе штеди електрична енергија. Санитарната вода наместо со струја во иднина ќе се загрева со искористување на сончевата енергија. Салата ќе добие сончев колектор. Оваков тип на објекти, односно спортски објекти, основно средство за работа представуваат топлата санитарна вода, која што е потребно за одржување на основната хигиена на спортистите и рекреативците. Следејќи го трендот, односно ако го знаеме сознанието за трендот на поскапувањето на електричната енергија во текот на годините, значењето на оваа мерка, имплементирањето на оваа мерка се зголемува повеќекратно. Проектот за инсталирање на сончев систем се реализира во соработка со Сдруженијето на граѓани Велес Фест, приватниот сектор и локалната самоуправа. Денеска е потпишан договорот за соработка. Поставувањето на колекторот ќе чини 20.000 американски долари. Генералната цел на проектот е преземање на ефикасни мерки за намалување на климатските промени во општина Велес преку поставување на сончев систем во спортската сала Гемиџи. Конкретните цели на проектот се намалување на потрошувачка на енергија и емисија на CO2 во спортската сала Гемиџи преку примена на принципите на енергетска ефикасност за минимум 29.000 киловат-часови струја и 27.000 CO2. Значи да тоа се намалува емисијата на CO2 во воздухот. Со своји средства учествува и локалната самоуправа. Од општинскиот буџет ќе се одвојат околу 5.000 долари. Градоначалникот Славчо Чадиев вели дека инсталирањето на сончевиот систем за добивање топла вода значително ќе ги подобри условите за работа на спортската сала. Од сиот овој проект ние очекуваме токму она што е намената екологијата, заштедата и пред се сето тоа ставање во функција на сите оние што ги користат услугите на спортската сала. Инаку сончевиот колектор нема да работи како посебен систем. Во иднина е предвидено поврзување со топловодниот систем за парно грејење. Може да се користи и за производство на електрична енергија. Значи можеме во текот на годините кои што следат да го надградуваме и она што е доста позитивно може да биде комбиниран со системот кој што веќе го инсталиравме за затоплување на спортската сала. Најголем дел од парите за реализација на проектот се обезбедени преку Глобалниот еколошки фонд, програмата GEF и UNDP.
Гимназијата Добри Даскалов Кавадарци ги одреди критериумите и минималниот број на поени потребни за упис во прва година средно образование. 60 поени за гимназијско и 55 за економско правно образование ќе им бидат потребни на идните гимназијалци. Промоцијата е најважната алатка во современото образование, сметаат педагозите. Минимум 60 поени за гимназиско и 55 за економско правно образование ќе им бидат потребни на осмооделенците кои средното образование годинава планираат да го почнат во гимназијата Добри Даскалов Кавадарци. Деновиве се утврдени критериумите и потребните поени за упис во ова средно училиште, кое согледувајќи го бројот на ученици кои излегуваат од основното образование и анализирајќи ги претходните уписи, и оваа 2014 година очекува да бидат исполнети слободните места предвидени за новите средношколци. Како училиште се пријавивме со каков ќе биде конкурсот со кој што ќе примаме ученици за учебната 2014-2015 година во прва година. Значи одиме со 5 гимназиски паралелки и 2 паралелки од економско-правниот актив. Минимум поени кои што се потребни за гимназиските паралелки се 60 поени, а за економско-правниот актив по предлог на стручниот актив 55. Маркетингот или промоцијата е најважната алатка во современиот образовен процес, смета директорката на Кавадаречката гимназија Невенка Попангелова. Токму затоа ова училиште покрај стандард промоциите низ основните училишта непосредно пред уписите, од годинава ќе работи и со уште една мерка новитет за промоција, насловен како Ден на ученици, кој почнува од Општинското основно училиште Тоде Хаџитефов Кавадарци. Уште една нова активност ќе промовираме од оваа година, одржување на еден интересен час од областа за почеток од областа на информатиката и областа на маркетинг и предприемништво. Двајца наши професори ќе одржат час на осмооделенците во училиштето, за почеток е договорено во училиштето Тоде Хаџитефов. Некоја интересна тема за осмооделенците, која што е надвор од нивните содржини што ги изучуваат. Професорот по информатика и професорката по економски предмети ќе одржат едно предавање за нив. Темите се интересни од секојдневието, кои што покрај тоа што ќе им откријат некои нови податоци за тие содржини, сепак ќе ги насочат и на оние можности и услови што ги има во нашето училиште за продолжување на нивното школување. Повеќе од збунувачка е раскрсницата на која веќе стоат осмооделенците, но за разлика од неа пак повеќе од значаен е изборот на патеката по која ќе зачекори секоја индивидуа. На учениците им нудиме современ избор кој ветува успех, но тие се оние кои ја донесуваат конечната одлука, смета Попангелова. Верувај во себе е мотото на наградниот конкурс кој го распиша гимназијата Добри Даскалов во 3 категории за најдобар вокален интерпретатор, рецитатор и презентација. Можност да се докажуваат имаат сите осмооделенци од основните училишта во Кавадарци, Неготино и Росоман. Втора година поред гимназијата Добри Даскалов Кавадарци ќе ги бира најдобрите осмооделенци од Кавадарци, Неготино и Росоман. Ако минатата година ова средно училиште избираше само најдобар есеј, годинава објави конкурс за избор на најдобар вокален интерпретатор, рецитатор и најдобро изготвена презентација. Мотото на наградниот конкурс е верувај во себе, а можност да се докажуваат во овие 3 области имаат сите осмооделенци од основните училишта во регионот, информира директорката на Кавадаречката гимназија Невенка Попангелова. Имено станува збор за распишување на еден награден конкурс за најдобар вокален интерпретатор, рецитатор и најдобра презентација. За таа цел ги покануваме сите наставници по македонски јазик и литература, по музичка уметност, стручните соработници и наставниците по информатика од основните училишта да ги охрабрат своите ученици да земат активно учество во овој награден конкурс кој што го распишува нашето училиште.
Значи, тоа се однесува за основните училишта во градот Кавадарци, во Неготино и Демиркапија и Росоман. Сушност, тие се потенцијалните ученици за учење во гимназијата Добри Даскалов. Се однесува, значи, за учениците од завршните години од 7 и 8. Во секоја од категориите одредени се правилата и критериумите за надпревар кои осмооделенците ќе можат да ги најдат на веб страницата на гимназијата Добри Даскалов или на огласната табла во своето училиште. Успехот за овој награден конкурс не е пресуден, дознаваме од директорката која потенцира дека освен награда за најдобриот во секоја категорија, привилегија добиваат соучество во завршната манифестација по повод празникот на светите браќа Кирил и Методи и 10-мината со исто позитивни резултати во секоја категорија, а наградено ќе биде и училиштето со најмногу надпреварувачи на конкурсот. За секоја посебна категорија организаторите од нашето училиште предвидоа детални упатства како ќе се одвива и аудицијата за најдобар вокален интерпретатор и аудицијата за рецитатор и за најдобра презентација. Сите тие документи ни се подготвени и ќе ги презентираме директно во училиштето во неделата што следува, за да одговориме и на сите нејасни прашања од страна и на професорите и на учениците. Ова е одличен стимул за идните средношколци, ако за минатата година можевме да кажеме дека интересот беше огромен и тоа за надпревар во само една категорија, годинава очекуваме двојно поголем број надпреварувачи, нивни дела и секако успеси, категорична е Попангелова. Планинарите од Планинарското друштво Серта од Неготино изведоа февруарски планинарски марш во чест на 70 годишнината од познатиот февруарски поход. Февруарски поход изведоа 60 на планинари од Планинарското друштво Серта од Неготино во чест на 70 годишнината од славниот поход, кој во 1944 година го изведоа партизаните за време на Втората светска војна со цел разборување на народно-ослободителната борба во цела Македонија. Се пешачеше околу 4 часа од Неготинското централно подрачје преку местностите Темјаничка Цуцка, Бутчето и Скрката до манастирот Свети Ѓорги до реката Вардар кај Неготино. Тука пензионираниот професор по историја Блажа Лазовски одржа историски час со значењето на февруарскиот поход во поновата историја на македонскиот народ. Придобивките од народно-ослободителната борба треба да се чуваат и почитуваат, зашто за денешната слобода си има пролеано многу македонска крв. Мене ми е посебно мило што на планинарскиот поход учествуваа голем број на ученици и многу млади луѓе, нагласи Лазовски. Времето утре ќе биде претежно сончево со локална облачност и ветровито. Утринските температури од 0 до 7, а дневните од 14 до 22. Топло време не очекува и во текот на утрешниот ден, што значи пролетни температури среде зима. Како и да, имајте пријатни мигови со нашата програма. До гледање.